Наместо бројки за иселување и демократски аларми, премиерот со порака: иднината не се спасува само со декларации, туку со деца на терен. Македонија официјално станува дел од Плазма спортските игри за млади, платформа што речиси 3 децении обединува над милион млади низ регионот. Проект што досега поврза повеќе од 2,5 милиони деца од Хрватска, Србија, Словенија и Босна и Херцеговина. Од годинава ја отвара вратата и за македонските ученици. Финалето е во август во Сплит, но вистинската порака, велат организаторите, е многу подлабока од самото финале. Платформата, која трае 27 години, не се темели само на надпреварување, туку на вредности: пријателство, почит, ферплеј. Еве за прв пат сме во Македонија и навистина веруваме дека за нас ќе биде еден исчекор да се оствари на репрезентативно ниво. Со вклучувањето на Македонија, регионалната спортска приказна добива ново поглавје, а владата овој чекор го позиционира како дел од поширока стратегија, вложување во младите како долгорочна политика. Премиерот Христијан Мицкоски порача дека спортот е многу повеќе од резултат. Тоа е карактер, дисциплина и тимска игра. Со овој настан ние правиме синергија помеѓу овие два приоритета на владата, тоа се младите, кои што треба да учат витештво, кои што треба да учат ферплеј, да го почитуваат противникот, да се учат на тимска игра, бидејќи во ера на социјални медиуми, сето она кое што го гледате, за жал не е животот. Животот е многу борба, животот е тимска игра и ако сакате да бидете успешни, ќе морате да се научите на овие атрибути. Министерството за спорт треба институционално да ја зацврсти таа визија. Од април до јуни ќе се одржат 18 спортски денови низ државата во мал фудбал, одбојка, одбојка на песок, ракомет, кошарка, тенис, пинг-понг, шах, атлетика и граница. Со приклучувањето на Македонија кон меѓународната платформа Спортски игри за млади, правиме важен чекор напред и испраќаме јасна порака. Младите се нашиот најголем капитал, а спортот е најздрав и најчист начин преку кој младите се учат на вистински вредности и се градат како личности. Под покровителство на Интернационалниот олимписки комитет и Европската комисија, проектот добива и силна, јасна европска димензија. Спортот, порачуваат од Брисел, е еден од најсилните механизми за зближување на народите. Еврокомесарот Магнус Брунер порача дека ова не е само регионален проект. Ова е неверојатно важно не само за регионот, туку и за целата Европска унија. Северна Македонија и целиот регион се навистина блиски партнери на Европската унија и сметам дека денес покажуваме дека се приближуваме уште повеќе едни до други, дека спортот не зближува. Договорот го потпиша Елена Мицковска, председателка на Федерацијата на училишни спортови, и Здравко Марич од Плазма спортски игри за млади. Околу 200.000 деца на регионално ниво, над 1000 од македонските општини ќе имаат можност да се надпреваруваат во безбедна и охрабрувачка средина. Најдобрите ќе патуваат во Сплит.